Благодарам и за ова прашање. Како што го поставивте, го допрете во суштинската разлика, што значи да се спроведуваат политики и решенија кои што вистински на реални основи и долгорочно го унапредуваат животот на граѓаните. Наспроти популистички политики на една претходна влада, кога платите ги држеше на ниско, исто ниво, а пензиите ги покачуваше предизборно и тоа минимално. Тоа представници од таа тогашна влада денес го прават и од позиција на опозиција и покажуваат дека во нивниот и став и пристап ништо не се променило 15 години. И на една иста конференција ќе чуете кај што еден представник ќе каже зголемување на пензиите, а другиот кажува биди претпазлив, не треба да има зголемување на пензиите, и едното и другото направени без никаква анализа и без никаква емпириска студија за ефектите врз фискалната политика или врз ефектите врз фондовите. Јас сум човек кој што сака да зборува преку бројки, со аргументи и побарав прецизни податоци на институциите за движењето на минималната и просечната плата и на пензиите по години. И преку тие податоци ќе објасниме и на граѓаните каква огромна разлика има денес во пристапот на решавањето на потребите на граѓаните, со што платите и пензиите драстично ги зголемивме во однос на она што беа претходно. Платите и пензиите растат и ќе продолжат да растат со сигурност со ваква влада и со вакви законски решенија направени врз основа на системски методологии кои што беа донесени и од владата, меѓутоа и од вас претедниците во собранието. Просечната плата за септември 2023 година е 37.876 денари, односно просечна нето плата за септември 2023 година изнесува 614 евра. Го исполнивме ветувањето за 500 евра просечна плата, со тоа што исполнивме и повеќе од тоа што беше ветено на граѓаните и порано од зададениот рок 2024 година. Денес просечната плата е над 100 евра повеќе од тоа ветување, 614 евра. Ова значи дека ја покачивме просечната плата за 250 евра во однос на 2016 година, кога изнесувало околу 360 евра, или 22.460 денари, според официјален податок од Државниот завод за статистика. Оваа влада во време на пандемија исто така и во време на светска енергетска и економска криза го донесе и 9-тиот пакет антикризни мерки, исто како и претходните 8 пакети за финансиска поддршка и на граѓаните и на компаниите, а истовремено успеа просечната плата да ја покачи за 15.000 денари, односно за 250 евра. Успеавме за 5,5 години да ја покачиме просечната плата речиси двојно повеќе од тоа што го направила претходната влада за 10 години. Во периодот од 2006 до 2016 година, во време кога немаше ниту пандемија, ниту светска економска криза, за цели 10 години, тогашната влада ја покачила просечната плата едва и 8.500 денари, односно не цели 150 евра. И кај минималната плата исто така има голема разлика. Во државата денес има историски највисока минимална плата од 20.175 денари, која идната година ќе биде 22.500 денари. Толку изнесува минималната плата што работодавачот е должен да ја исплати за работа извршена за полно работно време. И ова го загарантиравме со закон и со нова методологија за постојан раст на минималната плата. Секоја година во месец март минималната плата веќе се усогласува 50% согласно порастот на трошоците за живот и 50% согласно порастот на просечната плата од изминатата година. Околу 90.000 работници во текстилната, чевларската и кожната индустрија кои беа порано дискриминирани во време на претходната влада и земаа плата пониска дури и од минималната плата, денес се изедначени со работниците од сите други стопански гранки во државата и сите примаат минимална плата од 330 евра. Скоро колку што изнесуваше просечната плата во 2016 година.
денес минималната плата е еднаква на просечната плата која што беше во 2016 година. И ќе направам уште една споредба. Од 2012 година до 2016 година, значи за 5 години, минималната плата пораснала само за 2000 денари. Од 8050 на 10.080 денари. Тоа е времето кога се правеа стиропори, кога се ставаа жални врби во Вардар, кои што се исушени, кога за 2 милиони евра се купуваше една лавовска глава да се стави на мост Гоце Делчев, таму иделе парите. Од 2012 до 2016 година 2000 денари зголемена минимална плата за цели 5 години. Тоа е годишно по 400 денари. Тоа работела претходната влада. А тогаш немало ниту здравствена криза, ниту светска економска криза, ништо од тоа. За ист временски период од 5 години и во време на овие кризи, ние ја покачивме двојно минималната плата. Од 10.000 денари на 20.000, односно на 22.000 до година ќе биде. Тоа е над 150 евра покачување. Секоја година во овие 5 години растеше минималната плата по околу 1500 денари. Споредите 400 денари со 1500 денари. И тоа продолжува затоа што направивме и тука законско решение, каде што платата расне согласно порастот на трошоците за живот и порастот на просечната плата. А рековме и дека минималната плата, незиниот пораст, ќе поттикне растење на останатите плати и граѓаните се уверија дека тоа е можно. А кои беа критиките? Ако се направило тоа, ќе имало негативен ефект врз буџетот, па ќе имало негативен ефект врз економијата. Немам доволно време, на едно од минатите пратенички прашања ви покажав за колку е зголемен бруто домашниот производ во државата. А и самите пред вас е буџетот, гледате дека го намалуваме и дефицитот во буџетот. Со зголемена минимална плата, со 50% зголемени пензии, со 50% зголемена минимална плата, го намалуваме дефицитот во буџетот. Ги зголемуваме инвестициите. Оваа година ќе имаме исто така рекордно ниво на инвестиции. Ја ви уверувам дека за 2 години од мандатот на мојата влада, инвестициите вкупни во државата, јавните инвестиции ќе бидат 1 милиарда евра. Порано не можеше по 300 милиони годишно да има инвестиции на ниво на државата, каде што грото беа купување на коли, мебели и така натаму. Тоа сега нема. Зборувам за 2006 до 2016 година. Дојдовме и до пензиите. Бидејќи актуелна бројката од 5000 денари, ќе кажам дека со новата методологија на пресметка на пензиите, пензиите веќе пораснаа за 5000 денари. Односно, сега се поголеми за 5000 денари во однос на тоа што изнесуваа претходно. Пензиите веќе растат 2 пати годишно, со усогласувања, 50% согласно зголемени трошоци за живот и 50% според просечната плата. Ако се спореди со 2016 година, во време на претходната влада просечна пензија изнесувала 13.754 денари или нешто над 200 евра. Во март 2023 година просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари, што е зголемување за 6.000 денари, односно за 100 евра. Минималната пензија, која што во 2016 година беше 9.000 денари, денес е 13.200 денари. Односно, од тогаш до денес е покачена за 4.000 денари. И ако зборуваме со факти, што на вистина линеарно успеале да спроведат оние кои до 2016 беа на власт, а сега се опозиција, според формалните податоци тоа е 600 денари во 2014, 621 денар линеарно зголемување во 2015 година, 654 денари линеарно зголемување во 2016 година. Тоа беше нивното линеарно зголемување на пензиите. По 600 денари, а сите други пари, споменици, стиропори, жални врби, среќни врби и на крајот